гости во 15 добар ден. Венко Филипче потврди дека Оливер Спасовски поднел оставка од координатор на пратеничката група на СДСМ. Следната недела партијата ќе добие двајца нови подпредседатели. Кадровски смени ќе има и во владеачката ВМРО-ДПМНЕ. До крајот на следната недела СДСМ ќе добие двајца нови подпредседатели. По оставката на професорката Ана Чупевска на извршниот одбор ќе биде разрешен и подпредседателот Методи Елиевски, потврди партискиот лидер Филипче. Едно од новите имиња ќе биде докторот Александар Трајановски, кој беше кандидат и за градоначалник на аеродром, а за другото име консултациите се уште траеле. Во текот на оваа недела ќе имаме заседавање на телата на партијата и тука ќе бидат назначени двајца нови подпредседатели и ќе има измени и во извршниот одбор на партијата. Тоа ќе случи во текот на следната недела. Освен Трајановски се знае другото име? Па ќе биде познато до крајот на неделата. Добро, има тука некои конкретни специфични работи, не единство нема. Има нешто што ја многу го почитувам на секој ниво на раководството, на највисокото раководство, извршниот, централниот одбор, пратеничката група, тоа е различности во мислењето. И тоа е тоа што нас ни дава можност да споделуваме, да дискутираме и да на тој начин ги градиме најдобрите политики, излекувајќи најдоброто од сечи едно мислење. Филипче потврди дека Оливер Спасовски поднел оставка од координаторската позиција во пратеничката група по поднесената резолуција за црвените линии во парламентот, но вели дошло до недоразбирање кое е надминато и тој останува на својата позиција. Кадровски смени веќе има и во владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Председателот Мицкоски досега разреши двајца председатели на општински организации, а измени се најавуваат и по партискиот конгрес на 6 декември. Ќе биде настан кој што ќе ги оцрта патеките по кои што ќе се движи партијата и нејзините политики. Декември ќе биде одлучувачки во редовите на албанските партии. Вреди го крои планот како да ги подели министерските позиции во владината реконструкција, но се ќе биде познато по конгресот на ВМРО-ДПМНЕ. Своите редови ќе ги освежува и ДУИ. По бројните турбуленции во албанската опозиција со заминувањето на Тачи и Села, Ахмети најави партиски конгрес на 20 декември како клучен за дефинирање на правецот во кој ќе се движат. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. А лидерот на СДСМ Филипче денеска ја обвини власта дека за година и половина направила хаос во фондот за пензиско осигурување, со што ја ставила во ризик и исплатата на пензиите. Хаосот кој што се случува во пензискиот систем, хаосот кој што се случува во пензискиот фонд, нестабилноста на пензискиот фонд која што ВМРО-ДПМНЕ ја создаде за само година и пол владење, неизвестноста за тоа дали ќе има зголемување на пензиите во следниот период, како и неизвестноста дали воопшто ќе има исплата на редовни пензии следните месеци, се е резултат на лошите политики, на лагите, на манипулациите на премиерот и владата на ВМРО-ДПМНЕ Знам и Влен. Во време на владењето на СДСМ 50% усогласување со инфлацијата, 50% усогласување со платите. Доколку се продолжеше со овој систем, над 92% од пензионерите сега ќе добија поголемо зголемување од овие 1000 денари. А ВМРО-ДПМНЕ денеска на пресконференција ја обвини опозицијската СДСМ дека се става во функција на одбрана на криминалите на лица, сегашни и поранешни функционери на партијата. Наместо да се оградат и да го осудат ваквото дивијантно однесување на Димковски, тие ревносно го бранат криминалот вреден 800.000 евра. Во услови на глобална криза, за Заев, Филипче и Николовски, приватниот интерес секогаш беше на прво место. Јавноста мора да знае дали отпишале 2000 тони јачмени пченица од стоковите резерви, па преку Димковски овие продукти завршиле на црн пазар во една соседна држава. Дали исто така Димковски ќе одговара за сите овие тројца кои се прв ешалон на тогашната власт? Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски денеска од Битола посочи дека дигитализацијата носи вистинска трансформација. Вели дека близу 240.000 граѓани секојдневно користат услуги преку e-услуги порталот.
Мислам дека граѓаните го препознаваат порталот дека можат на едно место брзо, без да бараат некому да платат мито, без да чекаат во редови, без да бркаат врски, да си ја завршат брзо работата и 120.000 наши сограѓани во една година го забележаа и го препознаа тоа. Во секој случај се согласувам дека треба да работиме уште повеќе на доедукација и промоција на нашите сограѓани кои што можеби не користат дигитални алатки, затоа ни се тука центрите за услуги. Имавме 5, отворивме вкупно уште 8, имаме сега 13 во целата држава, кои што служат како мост помеѓу порталот и граѓаните кои што можеби не користат електронски услуги. Четири деца од основното училиште Димо Хаџидимов се уште се хоспитализирани на детската клиника. Сите се во добра здравствена состојба, потврди директорот на клиниката за Сител. Од вторникот до денеска вкупно 13 деца побарале помош, а скоро половина од нив останале во болница. Досега во Институтот за јавно здравје има 30 пријави, од кои 29 се деца и една наставничка. Сите пројавиле исти симптоми: стомачни заболувања, повраќање и диарија. Денеска се очекува да бидат готови резултатите од водата, а вчера беше најдена фекална бактерија во 3 чешми во училница и во кујната. Дополнително пронајдена е стафилокока кај вработена во кујната и кај дете нов вирус. Надлежните се сомневаат дека токму овие бактерии се причина зошто толку деца и наставници почувствуваа стомачни тегови. На клиниката за детски болести од почетокот побарале помош вкупно 13 деца од истото училиште. Задржани за болничко лекување биле само 7. Од нив сите се во стабилна општа состојба, 3 од нив вчера се пуштени дома. Значи, нивната состојба е подобрена значително. Останатите 4 деца имаат потполната медицинска грижа и се надевам дека брзо и тие ќе бидат пуштени дома. На крајот на месец ноември, посветен на машкото здравје, имаше превентивни прегледи на гериатрија со посебен акцент на ракот на простатата. За да ја подигнеме свеста на јавноста кај мажите пред се кои што не сакаат да доаѓаат на прегледи, воопшто уште помалку на кај уролог, меѓутоа тоа е единствен начин каде што ќе може да се прегледаат и да се спречи навреме катастрофална последица по нивното здравје. Не само ноември, туку и секој месец да биде како ноември, мажите да се свесни за своето здравје, поготово постарата популација над 50 години би требало задолжително еднаш годишно да прават уролошки преглед, во кој што опфаќа ехо на уринарниот тракт и туморски маркери за простата. Тие што имаат фамилиарно оптеретување се препорачува да ги почнат прегледите од 45 години, па дури и порано. Дојдов со цел да дадам поддршка, да ја развиеме свеста кај сите пациенти, во овој случај кај нас мажите, за превентивни прегледи. Превентивата е многу битна.